почетокот на денот од 6:35 па се до сега 9 часот и 13 минути, одлично време да посветиме повеќе време и внимание за она што ни е некако во фокусот на сите. Сакаме да отпатуваме на поблиска или подалечна дестинација во нашата татковина или подалеко, но не сакаме да се нарушиме редот и мирот, хармонија и пред се оние кои што се најсладкиот и најмилиот дел од нашето семејство, нашите деца. Колку и како промените и заменувањето надвор од домот влијаат на сонот, што и како да се справиме со истото, секогаш сакаме да се советуваме од лица кои се стручни токму во оваа област. Дамата е сертифициран и обучен тренер за спиење и дама која е чести задоволство да имаме во нашето студио на Здрава Македонија. Добро утро за Сања Ѓорѓева. Добро утро. Ви благодарам на поканата. Госпоѓа Ѓорѓева, да се посочиме првично на она што значи промена, заменување надвор од домот, а сепак да не го нарушиме редот на спиењето. Успевате ли да ги дадете советите кои се потребни на сите оние кои во овој период од годината сакаат да заменат? Ние се трудиме да ги дадеме советите и насоките, меѓутоа најмногу колку ќе влијае промената врз детето, зависи од карактерот на детето. Значи, дечиња кои што се поприлагодливи, посмирени, многу полесно се прилагодуваат на промена, па дури никогаш и воопшто нема никоја разлика од тоа дали сме отишле на одмор или сме дома и така натаму. Али кај потемпераментни деца, кај нив итекако знае да влијае промената, која што многу често резултира со многу чести будења, посебно во првите 2 ноќи по промената. Чести будења, плачење, одбивање за заспивање и кај нив гледаме да дадеме малце по стрикни, по конкретни совети за тоа, за да биде колку што е можно полесна таа промена. Така. Кои правила треба да ги почитуваме кога се подготвуваме за одмор? Дали да земеме најсаканата играчка на нашето детенце, па да му создадеме амбиент и средина каде што промената нема да биде толку различна од секојдневието? Кои се советите кои ги давате? Па колку што е можно да направиме средина што го потсеќа на дома, барем креветчето на детето. Ајде да збориме за деца што спијат во нивно креветче. Кај никои дечиња кои што знам дека со сигурност ќе влијае промената, дури им предлагам на родителите и нивната постелнина што ја користеле претходната вечер, истата постелнина да ја земат и да ја однесат на местото каде што ќе се сместат, за да му мириса на дома. Обавезно играчка со која што детенцето спие. Ако нема таква играчка, убаво е да се воведе неколку недели пред да се оди на одмор, да биде овде во креветчето. Не мора да значи дека детето ќе ја прифати играчката и ќе сака да спие нонстоп со таа, меѓутоа да биде овде околу него во креветчето, за кога ќе отидеме повторно на одмор, повторно да се стави истата играчка. Ако има некое перниче тенко за спиење, перничето да се земе. Секогаш е убаво да се дојде во собата во која што детето ќе спие порано во текот на денот, значи да се избегнува да се стигнува покасно и веднаш да се инсистира детето да легне, или на пример доаѓаме за дневна дремка и веднаш се инсистира детето да легне. Дури некогаш им кажувам подобро покасно легнете, го малце закаснете, али е многу важно детето да ја истражи собата. Ставете го во креветчето будно со запалени светла, да ја истражи и да ја осознае собата од моментот на од позиција во неговото креветче. Да го види креветчето, да истражи на еден начин да му се смали таа возбуда што ја има почетничка, за да може полесно да заспие навечер. Така. Јавно морам да ви упатам пофалба, бидејќи навистина имавме пријатели, блиски пријатели кои што ви се обратија и успеа да добијат совет од вас за да го научат своето детенце да спие само и рекоа, доколку не постоеше Сања, сигурно ќе постоеше нашиот развод, за жал. Како успевате и каков е принципот и методата да пристапите и да осознаете кој е проблемот и предизвикот со кој се соочуваат родителите, за да може да создадете програма за спиење? Сите знаеме дека сонот е клучен во растот и развојот на децата. Да, ви благодарам прво на убавите зборови. Затоа кога ги работиме програмите пристапуваме индивидуално, односно мене ми е многу важно да имам да кажем едно видување за фамилијата, за детето, за неговите навики, за начинот колку спие преку ден, колку спие навечер, затоа што за да дојдеме до тие проспани ноќи кои што не се само важни за детето, туку и за родителите. Сите знаеме колку ни е важно да бидеме наспани. За да дојдеме до тие ноќи, многу е важно каков е дневниот ред на детето. Значи, многу често се прави грешка каде што намерно не им дозволуваме на децата да не спијат преку ден, се со цел да се изморат за да спијат навечер подобро. Тоа е апсолутно погрешно, бидејќи на тоа дете му е потребен дневниот сон. Ако го нема дневниот сон, доаѓа до премор. Премор лачи кортизол, кортизолот го нарушува мелатонинот, зголемува активност кај детето и
овде доаѓа до потешкотија со спиењето. Така да првиот момент кој што го гледаме какви се дневните дремки, дали се соодветни за возраста на тоа детенце, секако за неговиот карактер и темперамент, иако ќе напоменам дека многу родители сметаат дека ако нивното дете е потемпераментно, не му треба спиењето, едноставно не сака да спие. Напротив, кај тие деца многу е поважно да дојдеме до тие дремки колку што се соодветни за нивната возраст, зашто многу повише енергија трошат и губат. Откако ќе го средиме дневниот ред, тогаш гледаме начинот на кој што заспива детенцето и ако има одредена навика на заспивање, дали со нишкање, дали со доење и така натаму, најчесто тие две работи одат заедно едно со друго, тогаш веќе со помош на тренинг го учиме да заспива само, да презаспива само, односно му помагаме да се осамостои во начинот на заспивање и да заспива како што заспиваме и ние. До која возраст препорачувате дневна дремка, бидејќи знаеме колку е важен сонот за раст и развој на децата? До 4 години би препорачала секако да има, посебно ако нема дневна дремка измеѓу 3-та и 4-та година, некои деца што посебно спијат навечер по 11 часа до 12, околу измеѓу 3-та и 4-та знаат да ја скратат таа дремка и тоа е сосема во ред. Меѓутоа, ако ја нема дремката, обавезно барем 45 минути во текот на денот да му се овозможи мирно време на детето. Тоа значи дали играње со коцки, боење, цртање, па дури и некои 15 на 20 минути телевизија гледање, само да се стиши, да се сталожи, да се смири, за да може да издржи до ноќта без да се премори. Секако има деца кои што спијат и до 6 години, и тоа е во ред. Се додека дневната дремка веќе над 3-та година, ако приметиме дека дневната дремка го нарушува ноќното спиење, односно детето го крати ноќниот сон, тогаш веќе треба да размислуваме на кратење на таа дневна дремка. Така. Кои се првите сигнали да препознаеме дека нешто го вознемирува нашето детенце и истото не успева да се нурне во сон? Прво ќе биде многу, обично се понервозни пред ноќното успивање. Многу потешко заспиваат, потешко заспивање се што е над 15-20 минути, е знак дека детето тешко заспива. Плаче за време на заспивањето, или например ќе заспие, па после 30 до 45 минути обавезно ќе се разбуди. Тоа го викаме лажно стартување на ноќното успивање, ќе се разбуди и во текот на ноќта секако и сонот му е нарушен. Се буди често. Најчесто будењата се при преот од една во друга рем фаза на циклуси, така да обично родители кога ќе си водат дневник кога се буди нивното дете, обично ќе приметат дека има дали на сат и пол, дали на сат и 45 минути, на 2 сати, обично има одреден како терк да кажам, правило како се будат нивните деца и раните утрински будења. Дечиња што се будат пред 5 часот наутро, пред 6, извинете, наутро го сметаме за рано утринско будење и ако детето се буди, тогаш исто и тука треба да видиме која е причината за тоа негово будење. Така. На прак ни е септември, кога многу од дечињата започнуваат учебна година, но ќе прашањето ми е за оние кои започнуваат во градинка, каде има дневна дремка за сите кои одат во оваа предучилишна установа. Па како да се погрижиме за оние дечиња кои што тргнуваат подоцна во градинка, ја нема дневната дремка, за да ги адаптираме во средина која што значи градинка? И на колективно спиење во одреден термин. Градинките кај нас интересно е тоа што се инсистира на тоа спиење за во државните. Во приватните мислам дека се малце пофлексибилни, меѓутоа во државните се инсистира па дури и до предшколска возраст, значи до најголеми, што искрено некаде сметам дека можда и не Сметам дека е погрешно последната група од градинка да се инсистира на спиење, затоа што мислам. Да, 5 години, зашто пред се тоа се деца на кои што на повеќето не им е потребно тоа дневно спиење. Второ, за многу кратко тргаат во прво оделение каде што ќе треба 8 сати да седат будни и свежи. Значи сметам дека треба да се направи еден период на адаптација. Кај сите други кои што тргаат во градинка, не спијат дома, а таму веруете ќе спијат. Значи, затоа што таму е таков е направен системот да сите легнуваат и веројатно гледаат едно од друго, а и претпоставувам кога ќе лежиш саат време у кревет, сакало некако ќе заспиеш. Така да или спијат или има некои што си мижат, си лежат, чекаат да помине времето на одмор, кој што во тоа време сите одмараат. И тоа е правилото на градинката. Нема тука некое посебно магично ставче кое што... Да, посебно кај дечиња што се поголеми. Кај деца што сте помали настанува поголемиот проблем, затоа што зависи од градинката, пак ќе кажам, например, на 9-10 месеци бебиња кои тргаат во градинка, може би имаат правило во градинка да спијат само еднаш, а на нив им е потребните како 2 пати. Да. Така.
Така. Да, дефинитивно имаме различни категории на дечиња кои тргнуваат во грајдинг. Како сертифициран и обучен тренер за спиење, би ве прашала колку и зошто е битен сонот? Колку е битен, многу зависи од возраста и јас како што се занимавам повише со деца и така натаму, меѓутоа и како што одиме и кон повозрастните и по доцнежна возраст, не значи дека сонот и потребата на сонот се намалува. За возрастните 8 сати, 7 до 8 часа сон е и како важно да функционира телото како што треба. Кај дечињата измеѓу 10 и 12 часа. Колку што сте помали, тие 12 часа се потребни. Меѓутоа, тргање во школа, значи дури тинејџерите им е потребно околу 10 часа сон, кој што верувам дека никој од нив не спие по 10 часа и затоа после имаме и зголемена депресија кај нив и намалена концентрација и така натаму и така натаму. Значи, ако збориме за бебињата, помеѓу 10 и 12 часа ноќен сон, а дневен сон зависи помеѓу 1 и 3 часа, зависи од возраста. Така. Да зборуваме малку и за возрастните кои за жал со брзото темпо на живење, со се она што ни се случува во текот на денот, го кратиме сонот. Што се случува со нас? Што може на долг рок да си нарушиме како во нашето здравје? Нарушен сон и тоа кратење на сон си носи последици, пред се здравствени, значи може кардиоваскуларни болести да се појават, гојазност, дебелење, диабетис, намалена концентрација, депресија, појава на депресија или луѓе кои што имаат, кои што се веќе анксиозни, да се зголеми таа анксиозност и депресија. Така да спиењето е важно за растот, за развојот, меѓутоа е важен за имунитетот, важен е за целото тело да функционира во своето најдобро светло. Ние можеби како сега во моментот не ги чувствуваме последиците од тоа што си го кратиме сонот, но сигурно ќе дојде ден каде што ќе осетиме, само што многу луѓе кои што имаат последици од неправилен сон не знаат дека е тоа и обично одат на разни испитувања, се прават разни испитувања, не знаат дека најголемиот проблем е сонот. И кај тие луѓе дефинитивно треба да се воспостават навики на спиење и кај за возрастните треба да се воспостават навики на спиење, ред на спиење. Секогаш може од време на време да се помести редот, до искачање малце до покасно навечер или одмор, па малку ќе го изместиме, но во прв момент кога ќе сме спремни повторно да се вратиме на самиот наш ред за да си го надокнадиме сонот. Сања, кој е вашиот совет до сите наши гледачи кои во овој момент се на Канал 5 и Здрава Македонија? Да не го занемаруваат сонот, да дадат приоритет на сонот како што се дава приоритет во денешно време на здрава исхрана и вежбање, така треба да се даде приоритет на сонот, зашто и здравата исхрана и вежбањето и здравиот сон се поврзани, тесно поврзани меѓу себе за да бидеме здрави и долговечни. Така, благодарам многу за ова утринско гостување и многу убаво кажано, сонот треба да е половина здравје. Ова беше Сања Ѓорѓева, сертифициран и обучен тренер за спиење, кој верувам дека ви реши многу од дилемите кои ги имаме, особено пред патување и кога сакаме да заминеме на нашиот годишен одмор. Бидете смирени, создадете го амбиентот кој е потребен и верувам дека ќе уживате во нешто значи годишен одмор.